Благодарам, председателка, за можноста да предложам и јас едно дополнување на дневниот ред и во слична насока како колегата претходно кој што побара разгледување на проблемите, јас ке побарам исто така да се додаде на дневниот ред информација во однос на имплементацијата и проблемите кои што се јавуваат со новата концепција за така наречено интегрирано образование, во кое што покрај поведување и интегрирање на предмети, некои предмети изгубија број на часови. И зошто го барам ова денеска, бидејќи вчера е објавен на еден текст на средношколци и јас сметам дека сите треба да го знаеме и да го прочитаме, бидејќи тоа е ставот на средношколците. Станува збор за на некој начин се бунтуваат децата, најмногу заради тоа што со концепцијата, несрекната концепција на Мила Царовска, се намалија предметите, бројот на часови по уметност, односно музичко, ликовно, па и спорт. Меѓутоа, она што децата најмногу ги погоди е токму намалувањето на бројот на часови на уметност. И во овој контекст, значи испровоцирана од ова писмо кое што го испратиле младите средношколци поточно од гимназијата Никола Карев во Скопје, ќе ви прочитам, сметам дека ние треба сериозно да разговараме овде во парламентарниот дом за тоа како се спроведе оваа концепција, кои проблеми произлегоа од истата и како да ги решиме, секако во интерес на учениците. Секоја промена е тешка, секоја промена е најверојатно, туку секогаш добронамерна. Знаеме дека сите реформи во образованието како најсензитивен ресор во општеството се комплицирани. Меѓутоа, еве после 2 години од кога се насила се имплементираше таа концепција, нова концепција, има проблеми. И сметам дека е совесно од наша страна, како пратеници, како застапници на народот, а со тоа и на младите пред се, да разговараме за овие проблеми кои што се случија со имплементацијата на концепцијата и да видиме дали во некои сегменти имало грешки и дали тие истите можеме ние да ги исправиме. Јас верувам дека можеме да ги исправиме. И зошто јас сега ќе ви прочитам дел од изјавата на ученичка во 4-та година во гимназијата Никола Карев во Скопје, која што вели: ако дефиницијата на тоа што значи систем представува во наводници установен, примерен дел во нешто, збир од методи, принцип на организација, уредување или форма на општествено уредување, затворен цитат, тогаш можеме слободно да кажеме дека ние живееме во несистем, дека образованието ни е во несистем. Почитуван заменик министар, вие верувам добро го познавате образованието и верувам дека кога ние ќе добиеме еден ваков говор од средношколци, треба сериозно да се загрижиме. Ученичката се обраќа пред целото училиште, ова е јавен настап, ова е јавна реакција, тука веќе не станува збор за партии, тука станува збор за личното чувство на самите ученици. Кога учениците, кога младите нам ќе ни кажат дека тие учат во несистем, ова е сериозен проблем. И се обраќам и кон вас како представник на владата, меѓутоа и до колегите. Знаете што значи деца да ви кажат дека се несрекни и дека не им е јасно каков е овој систем и дека за нив ова не е систем. Во истиот текст кажува дека треба да се детектираат проблемите и споредуваат состојбата во образованието со болен човек. И велат самите деца. Значи да не го читам целиот текст, го имате достапен на mov.mk, radiomov.mk став. Го имате целиот текст на децата. Знаете што значи за тие да кажат дека учат во несистем. Тие деца потоа ако немаат систем во текот на образованието, што мислите кога ќе излезат училишните клупи, дали ќе бидат раѓани кои што ќе бидат интегрирани во општеството и ќе дадат свој придонес за ова општество да се развива? Нема, бидејќи тие немаат систем, бидејќи системот им е нарушен.
Ова не е од сега, 30 години, децата велат, вчера имаше една дебата тука за имам став, исто деца, средношколци, знаете што велат? 30 години не лажат. Значи сега не збориме ние нити за партија, нити за режим, нити за нережим. 30 години велат децата не лажат. И после тие лаги, тие веруваат и велат дека се во несистем. Не во образовен систем, во образовен несистем. Ова е страшна состојба, колеги. И сериозно сметам, значи ве замолувам, дајте да разговараме за да имаме една информација за проблемите кои што произлегоа од имплементацијата на концепцијата понудена од министерката бивша Мила Царовска. Бидна што бидна се спроведе, се интегрираш, се имплементираш. Меѓутоа, дајте да ги видиме проблемите кои што произлегоа, па на крајот на криштото и во секој закон на задната страна вели приодни завршни одредби дека ние треба после извесен период да провериме како тој закон се имплементирал и дали воопшто функционира. И сега со оваа нова концепција, во која што се направи карам каша со предмети се интегрираа, се делеа, децата реагираат, бидејќи јас и тогаш зборев, како представник на музиката, на културата, зборував дека не е во ред, се намалуваат часовите по уметност, дека тоа на децата ќе им скрати голем дел од нивната креативност, од тоа зошто сакаат да одат во училиште. И излезе дека за жал бевме во право. Бидејќи децата велат ова не е систем, ова е несистем. Ве замолувам да се измени дневниот ред или како по пример на претходната точка, на претходното барање, сепак да се изготви едно барање до Министерството за образование и наука и да видиме кои се проблеми произлега од оваа концепција и како можеме ние да ги решиме се за добро на децата кои што уште еднаш ќе повторам, како реч, ова е несистем. Ви благодарам. Благодарам, колешки. Сега овдека, во однос на вашиот